будење со Јулија. Најдраги мои, еве вие ја видовте на јавната шпица и што веќе знаете дека е време за нашето заедничко будење, драги мои. Навистина се радувам што еве и денеска скоро 2 часа ќе се дружиме заедно. Ке можеме да си помуабетиме со нашите прекрасни гости и денеска да дознаеме нешто повеќе, да ни кликне нешто ново, како она се вели, нели, да се разбудиме, затоа што и тоа како ќе имам гости кои што навистина ќе ни го разбудат духот, затоа што тоа се позитивни луѓе, мои драги пријатели, и се надевам дека и вие ќе уживате во нив, драги мои. Инаку, што да ви каже вашиот водител и мотиватор за денеска, еве додека да започнам, јас навистина му се заблагодарувам на мојот снимател Срđan што ми направи еден прекрасен чај. Ми рече дека е некој зимски чај од разни билки, па така ќе ви препорачам и вие да си направите нешто, затоа што времето денеска така ни е посвежичко, од вчера не зафати тој ладен бран. Јас некако не сакам кога е ладно, искрено да ви кажам. Некако повеќе го сакам сонцето и топлите денови, и летото, пролетта се мое годишно време, но како и да е, мораме да се прилагодуваме и на ова годишно доба, затоа што некако метеоролозите велат дека оваа зима ќе ни биде така поостра и добро ќе биде да се подготвиме за зимата. А еве што се вели на прагот ние, драги мои. И секако ако сте веќе дома, вие се разбудивте одамна, веќе е 12 часот, но знаете дека нашето заедничко будење не е за колку рано сме се разбудиле, дали во 5 или во 7 и во 12 часот може да се разбудиме онака духовно и да решиме да направиме некаква промена во животот. Затоа што некои луѓе навистина знаат да излезат од својата комфорт зона, но има луѓе кои што се плашат и кои што навистина им е тешко да излезат од својата комфорт зона или да направат некаква промена во животот, затоа што на некој начин се научиле дека тоа е сигурната зона, тука се сигурни и секогаш чекат некаква друга промена или некој друг да ја направи за нив од страна, а тие да се приклучат. Но, драги мои, мора да разбереме дека само во нас и само ние сме моќни да направиме промена. И токму во денешното заедничко будење јас навистина имам прекрасни гости кои што ќе зборуваат за промените во сопствените животи. Во првиот дел ќе го започнам со убава женска енергија, заради тоа што тоа е една моја многу драга личност која што и тоа како е храбра и смела да прави одлуки, да прави едноставно квантни скокови од една во друга ситуација, може буквално да се преобрази и сето тоа го прави со леснотија и со задоволство. Затоа, драги мои, бидејќи ретки се таквите луѓе кои што прават такви промени во животот и кои што едноставно тоа го прават со леснотија, јас би сакала во оваа емисија навистина сите да се замислиме зошто не можеме или што е тоа што не спречува, што не кочи за да направиме некаква промена во животот. Би рекла секако од сето моje искуство до сегашно дека тоа е стравот. Сепак сите ние некако имаме страв од непознатото, од новото. Дали ќе ни успее нешто ако замислиме, што ќе речат другите, како ќе речат луѓето околу нас, нашето обкружување, што воопшто и не треба да биде битно. Но сепак тоа се уверенија, тоа се едноставно уверенија со кои што луѓето растат од мали нозе и поготово Македонија е така некако поднебје кое што е подложно на традиција, на она старо оставено од генерации, па дури некогаш и да не е корисно, ние упорно си го применуваме и ретко луѓето се осудуваат на некакви промени заради тоа што мислат дека тоа ќе им донесе и непријатности. Секако дека секоја храброст, секоја смелост, драги мои, носи со себе и непријатност, но носи и одговорност. Доколку сме одговорни за сето тоа, за ризикот кој што го превземаме, мора да очекуваме успех. Можеби нема да дојде одеднаш, но секако постепено ќе си дојде се на свое место. Добро, ете да не должам многу, така некако значи ова некако ќе биде увод во нашите денешни теми.
Јас на почетокот исто така би се заблагодарила на бутикот ЖД Тамаш, кој што можете да ги најдете на социјалните мрежи и може на вистина да си се снабдите со прекрасна женска гардероба, како што гледате овој комплет кој што е последна мода. Ова тиграстово е сега модерно, нели, леопардасто. Овие animal или животински детали, како што се вели, се во мода и тие секогаш ја следат модата. Им благодарам што на вистина секогаш се грижат за мене и благодарам на мојата драга Жанета, која што на вистина е исполнителна и секогаш на време ме снабдува со прекрасни парчиња гардероба, за да едноставно со леснотија барем тој дел од мојата професија го обавувам, бидејќи ете, медиумите бараат, нели, промена визуелна кога е во прашање на гардеробата. Иако да ви кажам искрено, понекогаш се мислам да си направам една униформа со букви будење со Јулија и со тоа да се излегувам. Едно, две-три разни бои и само така да не се оптеретувам. Но што да правиме, ете, до тогаш до тој ден најверојатно ќе мора да си приуштиме вака и да им благодариме на луѓето кои што се грижат за да изгледаме убаво. Заради вас се разбира. Ете така, драги мои, се надевам дека додека го слушавте овој увод, си направивте топло чајче или не кафенце или какао, било каков напиток, за да си го проследите денешното будење и да уживате, секако се разбира, скоро 2 часа, а додека започнеме со првата моја гостинка, која што е веќе на старт позиција и која што навистина си дојде на време. Многу сакам кога гостите ми доаѓаат на време, заради тоа што не морам да добивам стресови дали стасале, поради што не стасале. Но тоа е многу една одговорна дама, наскоро ќе ја запознаете, а до тогаш уште проследете некоја музичка numera од режија што ни подготвија за почеток, што се вели на денот и на нашето заедничко будење, и потоа се враќаме повторно во студиото за да ви ја представам мојата прва гостинка. Будење со Јулија. Rožba na svet mila, mamo, ke mu
краси Македонија. Будење со Јулија. Ете, најдраги мои, верувам дека ќе ја личиме и ќе ја красиме Македонија уште долго и ќе пееме весели и убави песни за нашата убава татковина. Знаете, се ближи Гоце Фест, драги мои. И директорот Пеце нек не ми даде аманет да кажам дека конкурсот трае се до крајот на месец ноември. Слободно можете да ги испраќате вашите предлози, песни, композиции, авторски дела на Гоце Фест. Отворете на Facebook, имате информации. Јас сега да не отварам овде и подосна малку ќе поразговараме за тоа, но навистина се што имате нешто убаво, оваа песна отпеана на Гоце Фест, Мома Галена, ви предлагам да се ги пријавите и вашите песни се разбира да се обнародат и да станат хитовски. Еве сега со големо задоволство ќе ја најавам мојата прва гостинка. Тоа е една прекрасна личност, една прекрасна млада жена, една прекрасна млада дама, која што навистина одушевува со своето однесување, со својот карактер, со својата појава. Едно што е многу шармантна, што е многу сладка, јас ја обожавам, и што на многумина од естрадата им е навистина омилена. Таа е особа која што навистина направи чудо за македонската естрада, може да се каже, заради тоа што кога ќе се спомне нејзиното име, сите знаеме дека просто нема вокален солист или композитор или аранжер, луѓе од естрадата кои што се бават, значи со естрадно живење, кои што не се поддржани од нејзет. Тоа е една таква особа која што за секој од нас, морам да кажам, има добар збор, има убав збор. И не само што има убав збор, него има нејзините зборови се подкрепени со дела. Толку видеа, толку реклама направи на сите пејачи што мислам дека самите тие не би си го направиле за себе. Ако не беше таа, и со задоволство, еве сега и велам добре дојде на Тања Тајчи Додева. Тањич, добро ми дојде, ми се сплетка јазикот мене, од што сакам толку убаво да те најавам. Добар ден на тебе, Јуле. Ти благодарам на поканата што ме угости да гостувам во твојата емисија. Добар ден на сите гледачи на телевизија Сонце, ми моја омилена, затоа што го носи она истинското. Да. Сонцето што тебе ти омилено. Сонцето омилено, да. И добро ден да гледате Будење со Јулија. Така е. Ти благодарам и јас тебе што ми дојде на гости. Еве, од кога ти велам дека навистина еден ден ќе ми бидеш гостинка, јас ти несомнено дека си се појавувала на малите екрани, но се појавувала во друга функција, но сега ова е баш онака е посветено на тебе, заради тоа што мислам дека навистина си го заслужи местото и сакам целата македонска јавност на некој начин да те запознае, заради тоа што навистина Тајчи ние сме блиски, се познаваме од сите настапи, но редно е гледачите, да речеме, да се запознаат дека постојат луѓе, постојат такви како тебе, кои што имаат толку љубов во срцето и кои што шират само љубов и убавина. Да, токму така. Така ме научи мојата мајка, да ми е жива и здрава, дека треба да ги сакам сите. Лошото си го победува повеќе. Солзички дојдоа кога е за мама. Добро, така. во оваа емисија и солзите се добре дојдени, така да слободно искажи си се. Да. Еве ја поздравуваме мајка ти. Поздрав до мојата мајка, до моите дома, до цела фамилија. Тајчи, од каде навистина таа толкова љубов, да речам, за јас те знам одамна, се запознавме прв пат, ми се чини во Веро Джамбо, на еден хуманитарен концерт кога ми приде, и кога со твоите, ми се чини, малечки дечиња, сега се веќе големи, се сликавме, тогаш ми рече дека си моја обожавателка, дека ме обожаваш и дека сакаш да направиме фотографии, но тогаш ова што сега го работиш немаше таков замав, едноставно се уште беше анонимна.
А сега можем да кажам дека барем на социјалните мрежи си барабар позната со сите нас. Па да, јас нема може некој да верува, но јас израснав со музиката. Така. Јас потекнувам од градот Свети Николе. Моите, на секој естраден уметник кој што настапува во мојот крај, сум била и јас присутна. И едноставно, значи, јас сакам музиката, ја обожавам, значи, тоа е посилно од мене. Така. Но Тајчи, музиката ти навистина ја обожаваш. И ќе зборуваме за тоа колку ја обожаваш. Но не е само музиката. Ти кога се појавуваш на твоите објави, навистина праќаш многу свесни и многу интересни духовни пораки кои што навистина го слават само животот, љубовта, убавината, секогаш порачуваш убави нешта. Што е она што те води да едноставно така го живееш животот? Па, добрината. Мислам дека мојот карактер е добрината, да бидам добра, да ги сакам сите, значи јас не можам никого да мразам. Тоа не е во мој домен. А зошто пак естрадата ја сакаш посебно? Па, не знам, реков нешто ќе направам за себе, а да ме познаваат сите. Еве. И некако така се полека, чекор по чекор, но сигурно влегов на тој начин да бидам како дел од пријателство на естрадата, но сепак да не им се мешам во нивните води, али пак да ме познаваат, да бидам како естраден промотор во Македонија. Но ја сакаш и македонската музика многу. Значи ти кога ги промовираш сите пеачи, сите вокални солисти, сите нивни настапи, едноставно се залагаш за македонската народна песна. Да, тоа ми е во крвта. Така. Тоа се моите гени. Да, ја обожавам македонската музика и така ќе остане, мислам, до крајот на мојот живот. Одлично. Сега, бидејќи се одлучи на некој начин, знаеш, ти си имаш твоја работа која што си ја работиш, една работа пристојна и скромна, која што, например, кога би била само посветена на тоа, едноставно би била, можеби, анонимна, затоа што, како сите што работат, нели, во институции, во канцеларии, знаеш како е, едноставно тоа е кругот. Но ти едноставно успеа, и покрај тоа што си мајка, да кажеме дека си самохрана мајка, ја гледаш и мајка ти која што се више во зрели години, што се вели, и секако дека и требаш ти како една огромна поддршка, како што таа тебе ти беше поддршка на животот. И успеа, бидејќи неедноставно естрадата е многу бурна, многу е динамична, има многу движења, пратиш многу пеачи, и секогаш стасуваш да бидеш во првите редови на нивните концерти, на нивните настапи, на нивните слави. Како ти успева тоа? Па, убаво вели поговорката. Кога нешто го правиш со љубов, може, апсолутно дека може да биде тоа што го посакуваш. Затоа и, например, јас кога би отишла на концерт, не би била јас ако би седала скрос на крај, не би била јас. Јас морам напред, да можам да го следам тоа, да го снимам, да и после 10 години, дај Боже да обстане ова социјална мрежа, да и после 10 години да се видиме каде сме биле, на кој настан. Да. А како успеваш, Тајчи, да бидеш присутна на сите настани? Затоа што си присутна на фестивалите, на обичните свирки, дури на славите, како успеваш? Па си го прилагодувам јас мојот живот таму, ваму, помалку насекаде и обстанувам, Физички можеш да постигнеш? Да, кога се сака, да. А имаш и одредени пеачи кои, да речеме, си ги промовираш, дали си толку близок пријател со нив заради тоа што уште пред да биде настапот, ти ќе си направиш пост каде што ќе речеш, например, еве, утре сме таму и таму ќе пее, да речеме конкретно, за Круме и за Злате, они ти се први другари. Обично и ги најавуваш нивните настапи. Да, со нив сум буквално 99% заедно секаде и тотално можам да кажам дека еден вид како на нивен промотор, менаџер,
Буквално, значи, каде се они, таму сум и јас. Тајчи, многумина би сакале да те имаат за менаџер. Дали на вистина имаш афинитети да се бавиш со менаџерство, или на некој начин ти веќе си менаџер зашто го живееш тоа, но како, например, тоа изгледа од твој агол? Да бидам менаџер, би можела, зошто да не, ама не знам, некако не би се нафатила на тој голем чекор. Али ете, мислам дека вака во што го јас сега работам, дека мислам дека доволно е сега, за сега вака да терам, да бидам на ова ниво. Дали ти е важно, бидејќи го правиш тоа со љубов, еве да речеме некои луѓе се понудиле, дури и прашале дали би сакала да за хонорар некаков да работиш нешто. Дали тоа го правиш од љубов, дали имаш некаков план, да речеме, еве, пошто бидејќи велиш дека сега за сега нека биде така. Зошто, например, не би се посветила малку попрофесионално, па да можеш да го наплатиш тој труд, затоа што навистина сите ние што те следиме, знаеме и свесни сме дека навистина треба посветеност за тоа што го работиш и треба време. Па би можело, ама не знам, не сум многу длабоко размислувала на таа тема, да наплаќам еден вид што се вели. Еве, сега за сега нека биде она од љубов што велиме. Значи, од љубов Тајчи прави баш буквално менаџерска работа, драги мои, што е навистина многу интересно. А јас сега предлагам да ги погледнеме фотографиите кои што ги подготвив јас, за да видиме со кого се Тајчи. Ајде, Тајчи, еве да ги прокоментираме. Ова бевме со клубот Лоза, бевме во село Чегране, Fish House Delfin, многу убав ресторан, каде што има мини зоолошка градина, во лето е многу убава, сега не бевме некаде период кога беше врнежливо. Ова е Благоја Груевски, со него сум ептен блиска, да го поздравам многу. Браво. Нема пеач со кого не си сликана. Овде, после Тумба Фест, имавме афтер парти, Радар Огожаров, како и секогаш. Ова не е Валентина Парго и неја да и се заблагодарам за нејзиното интервју. Ова е во ресторан Дардани во Боговиње. Така. Ке позборуваме после сега да ги скоментираме си. Еве го твоето омилено знаме. Ова е моето омилено знаме. Бев во Крушево, си бев така на некој мини одмор и буквално секој место го посетив. Еве го наш Ташко, да си го поздравам и него. Одлично. Овие се моите сонциња, така си ги викам. Сања Здјелар и Василија Петрова, на една забава бевме заедно. Ова ти е во куклите, камените кукли, на шопска свадба. Така, и ти пак си со знамето? Пак, нормално. Еве ми Анета Лумаковска, инаку нејзина група јас ја раководам заедно со мајка и. Ова бевме на Питијада каде што она настапуваше. Браво, јас, значи многу групи ги, еве ти го. Еве ми го мој Злате, да го поздравам него. Ова бевме на Владимирово Фолкфест. Браво. И двајцата со црвени мајци. Ова е во мој крај, имаме и Вештачко езеро, Мавровица, малку таму да... Аха, тоа значи Свети Николско, така? Свети Николско, да. Љубител си на природата? Еве ми ја Джени Окело, тука бевме на една забава со писателите на Македонија. Она настапуваше таму. Ете ги пратиш и писателите. Ова ми е веќе македонски аманет, таму јас сум член и малку поблизок член, каде им раководам на нивната страна. Имаме еден настан каде што имаме неколку пејачи што ни настапуваат. Овде е манастирот во Штип, каде што мислам дека и ти имаш настапувано на Воскресение Христово. Ова е Борче. Со домакинот Борче, да го поздравиме. Борче, те поздрав, прекрасен манастир. Многу уложено, браво Борче. Еве го најдобриот камерман на сите времени, да си го поздравам, драги Кордовгаре, мој фамилијарен пријател. И мој му благодарам на драги, на вистина е шампион. Овде во село Пчиња, покрај река Пчиња. Браво. Си го сакаш тој крај? Еве го нашиот Драган Мијалковски на Владимирово Фолкфест. Прекрасно. Ова е Дуле Мичич, да го поздравиме, наш Дуки. Да, новинар, мој колега, долгогодишен пријател.
Еве и Дуките следи, и Дуките... Еве го наш Цеки, тука бевме во Свети Николе, он пееше на мотособир. И викам, мора сликата правиш, викам. Да. Навиваш и ти за него додека беше ова на е веќе никојаш во не нашиот подградец ван граница, но наше си е наше. Така. Ова бев на спортски настан, да го поздравам генерал Марковиќ, ова е кај него во ранчот. Имаше многу во спортски настан со сите спортисти од Југославија. Ова е веќе во спомен паркот Даме Груев во Славно Смилево. Манастирот во Славно Смилево, голе во планината, Петар и Павле. Си ги сакаш и манастирските места, да. Ова е веќе кај гробот на Тоше Проевски. Во спомен куќата е ова? Не, ова е во самиот... Во Крушево? Во Крушево, да. Еве го Александар Блажевски, со него случајно се начекав, ајде да се сликнеме. Еве го нашиот ангел Тоше, спомен куќата. Прекрасно. Ова е мојот другар Иго Блажевски, промотор на Крушево. Воедно многу сакам да го поздравам. Тој ме прошета, ми беше домакин во Крушево. Браво. Значи, еве ми е моја Јуле, овде бевме на Могила Фолк Фест. Да. Ајде, викам да се сликаме. Супер. Еве ни е наша Сузана Гавазова. Да, и она ти омилена и настапуваше, незината да. песна Бум, стално си ја бум, ја пееш. обожавам. Бум бум си ја обожаваш и си ја пееш стално, браво, тајчи. Ова бев на едни водопади во село Камењане, Тетовско. Да вистина тешки за одење, ама до третиот стигнав. Браво. Еве ни е наша Смила Митревска. Каде сте тука, да не сте Па на еден настан во Карпош, општина На Карпош, Карпош. лето Еве сте, ни да. е колешката ваша, Да, Милева Мими. Лазова, тука Да. на Тумба Фест. А на Тумба Фест сте тука Да. заедно. Супер. Еве го директорот на Тумба Фест Драган. Да го поздравам, рече ке ме гледал. Супер, го поздравувам и јас. И нека се множат убави песни на Тумба Да, Фест. еве ова во Гајре, Тетовско, во ресторанов. Многу убав, кој сака нека го посети. Еве ни е наша Биби Крнчевска од новинарка од Прилеп. ТВ Света Австралија. Да, Света Австралија и прилепчанка наша, на вистина. Еве ни го нашиот победник Никола Станишич, кој правеше победнички концерт во Газибова. Браво, тајчи. Ова е градот Тетово и јас. Овдека си на Видиковац некој Да, пат. па од таму, од далеко, од патот кон Шапка. Еве ни е наша Василија, тука бевме на хуманитарен концерт, на вистина предобар хуманитарен концерт направен. Каде? Во село Булачен, еве ни е и Сања Здевар виолинистката. Тие се сега во Австралија на турнеја. Браво. Еве ни е наша, помисли на мене, јас ја викам Лидија Спасовска. Да, Лиде. Знаеш дека немаше да ја познам вака со... Да, таа е веќе... Се менува со косата на со фризурата. Ова во исто во ресторанот Fish House Делфин, есенски пейсаж имаше напред и ајде да се сликнеме. Прекрасно. Ова е нашиот Кирен Уновски што поведи на Никад не е касно. И тоа е мој Свети сограѓанин, да, и многу добар пријател што И мој исто така. еве ми го ова моја генерација Владко Миладиновски. На една Тука да не си на забава. неговиот концерт или на некој Не, забава? на една забава бевме Аха. заедно, он пееше. Ова е манастирот Пантелеймон со мајка ми бев. Македонско село. Си уживаш, тајчи, браво. Стасуваш секаде, на вистина сум одушевена. Еве ова на манастирот Петар и Павле, братот на Јордан Митев, инаку негов менаџер. Ајде викам да се сликаме, за успомен да си имаме слика. Браво. Ова во Струга малку бевме така на мини одмор. А, тука си баш онака летно, убаво, се уживкаш. Еве го генерација Минеко Јордан Митов, да го поздравам и него. Еве го нашето сонце Јована Богдановска преубаво пее.
Не го знам тоа девојче. Би можела да ти биде гостинка слободно. Аха, а младо девојче? Да, еве ние наша Сузана Спасовска. Тука бевме во Бутел, имавме 20 години општина Бутел. Супер, си ја поздравуваме Сузе. Овде бев на Брза Кујна. И знакот Цител, супер, во Брза Кујна неколку пати гостуваше тајче. Да. Браво. Овде е случајна средба со Дракче на меморија концертот што го имаше вани во Јане Сандонс, во Борис Трајковски. Во Борис Трајковски. И ќерката нејзина. Да, Александра. Ове Јованка Јо во Крушево. Овде во Дојран малку. Во Дојран си тука. Да, еве Дојран на фонтаната. Фонтаната, да. Овде пред Тумба Фест од сите страни има по некој. Да, дружба, ги гледам Кате, Круме, Злате. Лилена Парнаркова, Џони. Еве ги моите. Мојата екипа, така си ги викам јас. Да, тоа се. Ова во Герман горе, од кај што потекнува Злате, секоја година прават макавеи. Овде со Сузана и со диџеј Бици ми даде CD, викам без CD не те пуштам да си одиш. Да, Сузе со ова што е со црковните песни ли? Да. Еве го директорот Драган Јаким. На Тумба Фест, така? На Тумба Фест, да. Со Драган. Ова е во манастирот горе кај нас во Ѓуриште, многу убав манастир, Ѓуришки манастир има. Да, сум тука се моите корени, од тука потекнувам близу. И знамето обавезно? Ова е во Велуса, Струмичко, манастирот многу убав е. Ова е Велуса манастирот? Да. Ова е во Прилеп, фонтаната на Тоше, затоа што Тоше првата песна му била во Прилеп, почната да пее, тука почнал. Еве го моја на Мечковска куќа Пуже. Со некој есенски амбиент. Ова ни е Чарли Кловнот, да го поздравам, голем пријател ми е. Тој ги забавува најмалите. Браво. Ова ми е Цоцев Камен. Ова турнеја нема никош да ја заборавам, затоа што во историјата прв пат поминавме со автобус. Никој не поминал до сега. Стварно? Да. Еве го нашиот Методија Столевски, да си го поздравам и него, многу голем пријател. Па и неговото семејство да го поздравам, прекрасни се. Ова ми е лавицата Валека, зашто со неја секаде си одиме заедно, си шетаме. Браво. А што е Вале? Вале има сдружение 5 лавици и се шетаме. Ево ова на наш Гоце Фест. Да, на последниот Последниот, да. Само песна. Мир и љубов, да, одлично. Еве го Спасен Силјановски тука во Кадрифаково пееше. И во Кадрифаково на манастирот бевте. Овде на новогодишна, токму на новогодишна 31.2023, ако не беше, со Владко Милодиновски. Си влегов внатре, со нив си се дружев. Ова е боксерот Аце Русевски, тука и на спортски настан бевме, и он беше, и викам, ајде да се сликаме. Браво! Ние не гледаш песница. Овие да ги поздравам колумбиците, што ни представуваат со нашите песни. Варда Ранди. И Јанко и екипата, браво. Знамето им го поклонив, го однесов во Колумбија, да ги поздравам. Браво. Ова е во Крушево и цела панорама на Крушево. Есто и од Крушево, ова горе од ски центрот. И пак со знамето, со сонцето, тајчи, каде додиш си го носиш со тебе. Еве го мојот Чичко Круме Спасовски. Ни се мути, ама не можам така од почи, така го викам, ова е на Могила Фест. Да, на Могила кога бевме заедно, сега дуетската песна што ја певме. Прекрасно, тајчи. Некако ги извртевме, многу фотографии ми прати. Многу јас. Но ти имаш уште илјадници. Значи, обожавам да патувам, обожавам да шетам.
буквално, значи, ме исполнува. Не сакам да шетам, значи, ван. Многу ретко идам ван Македонија, пошто нашава земја е прекрасна, има многу места и не ги има посетено. Доправа се уште ги посетувам. Така. Љубител си на природата, не, значи ти вака што си шеташ со пеачите, на нивните настапи и не е тоа само шетање, туку како еден вид професија, навистина имаш задача и ти нон-стоп снимаш, нон-стоп си во акција, се што е интересно, фаќаш, буквално правиш цели видеа од кои што сите сме презадоволни и кога никој уште не емитувал, ние сите кај Тајче одиме да не снима, Тајче не снима со еден со еден телефон, туку со два секогаш во раката. Значи, тоа е навистина зачудувачки. Да, обожавам, значи, ја сакам Македонија, не можам да кажам дека не ја сакам, зашто сум тука сум се родила, можам да кажам дека најубава ни е Македонија. Инаку сум член на групата Патување низ Македонија, каде што имаме 250.000 членови, да ги поздравам целиот тим. И од таму ги научив многу места, значи постираат луѓето и ние гледаме, разгледуваме, па предози каде можеш да поидеш и ти да прошеташ. Многу места од таму ги дознав и сум посакала, сум отишла. Браво, Тајчи. Тајчи, имаш ли нешто, да речеме, некоја омилена, ти нема песна која што не ти е, да речем, вака на срце, затоа што просто е зачудувачки како не правиш, да речеме, некаква разлика, барем тоа не се чувствува вака кога си на фейс и кога ги правиш тие твои видеа. Значи, на секого сакаш да му излезеш, нели, во пресетка, услуга да направиш, да го овековечиш настанот. И верувам дека имаш многу омилени песни, многу омилени видеа, но дали би сакала, да речеме, нешто да слушнеш во емисијата? Па да, сега ми текна на една, а не сум ја слушнала. Мислам, јас ја стибив, а не сум ја слушнала. Дуетската ваша со Крубе Спасовски, онака мекамски убава беше, од Могила. Таква ми беше погодена, мислам дека химна веќе за Могила има. Па може да ја слушнеме таа. Браво, Тајчи. Да знаеш дека стварно ова е како Могила, како химна за Могила. А и морам да кажам дека со Круме навистина беше изненадување и за нас. Во тонот, во облеката, во стилот, онака, значи, уште еден дует да би посакали, уште еден дует може да направите. Ама и во интерпретацијата. Сите ги зачудивме, никој не очекуваше таков спој. Дури Круме дека јас се изненадив колку убаво прозвуча. Ама онака зелен, знаеш, како бевте, значи, оддалеку, мелем за душа, мелем за срце. Добро, Тајчи, еве јас ќе прашам во режија, ако имаме, ако може да ни ја најдат дуетската песна со Круме од Могила, еве за Тајчи специјално од нас еден подарок, една песна што таа веќе има направено, ми правеше видеозаписи, но еве ние професионален видеозапис. Може, Тајчи? Може секако. Ајде. Дење со Јулија. Вечерва сме собрани покрај бистра шебница во нашата родна мила расцутена могила. Во нашата родна мила расцутена могила. Дојдовме од секаде, од сите села околни, од Европа, Канада, Америка, Австралија. Од Европа, Канада, Америка, Австралија. Речи песно македонска, песна наша убава. Могилчани, ајде на оро, де не слави могила. Речи песно македонска, песна наша убава. Могилчани, ајде на оро,
не слави могила. Фатени во оростройно со грла распеани, музики и свирки ечат, ке славиме до зори. Музики и свирки ечат, ке славиме до зори. Со нас нека запее наша Пелагонија, нека пее и Пелистер и цела Македонија. Нека пее и Пелистер и цела Македонија. Речи песно македонска, песна наша убава. Могилчани, ајде на оро, де не слави могила. Речи песно македонска, песна наша убава. Могилчани, ајде на оро, де не слави могила. Песно македонска, песна наша убава. Могилчани, ајде на оро, де не слави могила. Речи песно македонска, песна наша убава. Могилчани, ајде на оро, де не слави могила. Де не слави могила. Будење со Јулија. Ете, драги мои, погледнавме и ја изслушавме оваа навистина прекрасна песна. Тајчи имаше навистина право што ја побара да ја слушнеме уште еднаш. Ја мислам дека и Круме ќе го поздравиме вака и ќе ти биде благодарен што ја одбра токму оваа песна. Ама слушај, имам и јас покрај Круме, имам и јас привилегија, зашто Круме ти е тен другар. Така си. Сум подеднакво ве обожавам и двајцата, така да не ве делам, не можам да ве делам. Ето. Добро, малку и да се нашалиме, не е нормално. Да. Слушај, па и да имаш наклонност кон некој повеќе, тоа е нормално. Знаеш, Јуле, ми имаат поставено некое прашање што мене ми е одвишно да делам. Кој е подобар пејач од Јордан Митев и Круме Спасовски? Кој е логичко размислување да го дадеш на овој одговор? Јордан Митев е пејач, ама Јордан Митев е од помлади. Круме Спасовски е веќе доаен. Не можеш такво прашање да ми го поставаш. Викам, на такво прашање немам ни одговор да ти дадам јас на тебе. Да. Ти не ги ни делиш така? Не, апсолутно никогаш. Ниту луѓето, ниту пеачите. Без разлика од, па да кажем, од денешниве деца што излегле од музичко, па до 100 години, сите ги знам. Тајчи, еве ти слушна во мојата најава, кога реков дека многу од луѓето немаат храброст да исчекорат од својата комфорт зона. Ова што го правиш ти навистина е едно големо исчекорување, една голема и храброст и одговорност. Значи, буквално, она што на некој начин
може би и некаде таму ти било ускратено, човек треба да свати дека само сам на себе може да си го даде. И ти едноставно реши да годиш така животот и еве сега си тука, навистина нема кој не ја знае тајчи. Па нема, ете, може би Фејсбукот ми беше може би поголема одскочна даска. Имам 35.000 следачи буквално од цел свет. Браво. Значи, кога ќе им пуштам видео на нашинци во Австралија, буквално како да плачат. Значи, обожаваат да ги гледат моите видеа, затоа што они таму има, доаѓаат нашите пејачи, но не секогаш. Еднаш годишно ќе дојде еден пејач, не може да дојде секој пат. Желни се за музика. За нашата музика се многу желни. Ама и не само тоа, во твоите видеа, значи гледат нешто природно, нешто многу спонтано, значи тие видеа имаат своја драж на некој начин. Да, буквално е Не е така. само и музиката ќе ја слушнат едно, а друго ти фаќаш интересни моменти. Секако со задоволство, тоа ми причинува големо задоволство за мене. Па кажи ми како успеваш, како се справуваш со тие видеа? Дали ги ставаш на твој YouTube канал, да речеме, бидејќи не верувам дека си ги избришала, заради тоа што пред некој ден мене ми прати видео со моја песна Седо грош на филиграни од 2018 година што си ми го направила. Во ствари го постираше на Facebook. И се зачуди, верувај ми. Спомени што сум ги поставила пред 5-6 години. Така? Си ги пребарувам во спомените, видеата таму си стојат на Facebook, јас не бришам ништо. Имам YouTube канал, меѓутоа YouTube каналот нешто повеќе гледам да ставам мои видеа. Например, да не бидат од фестиваливе кои ми се лутат. Значи, јас имав ситуација со Тумба Фест, јас ставив мои видеа, што јас сум си ги правила. Се наутија од сите од телевизија, зашто јас сум ги ставила пред време, пред они да ги стават, побара да ги избришам, ја ги избришам. Јас го почитувам тоа. Аха. И затоа гледам сега да покушавам повеќе од каде што не може да ми агитираат, да си ги избришам видеата. Сега не барам прегледност на видеата. Јас си ги ставам за утре дента пак да си ги побарам, да си ги најдам каде сум била, што сум снимала. Тоа. Така. Кажи ми исто така, патуваш со разни женски друштва, со разни, да речеме, луѓе кои што на некој начин организираат некакви настани, еве со поети. Не е само естрадата, едноставно се што на некој начин е поврзано со уметноста, со убавиот збор, ти сакаш да го промовираш. Да, познавам доста и писатели, значи од цела Македонија буквално. Се дружам и со нив, сакам да ги слушам како песните им градувам. Имам моја професорка Благојка Филипчева, она е исто писател. И кога ја кажав дека јас сум нејзин ученик после долги години, тога се сети дека јас сум таа личност која сакаш уште тогаш, а склона беше кон музиката. И вика, уште тогаш вика имаше нешто, вика и сега ми текна на тебе. Да, пријател сум со многу и патувам и со клуб Лоза, патувам и со Петлавици, си патувам и сама, значи каде можам. Така, обожавам нешто, тоа ми е во душата, тоа е. Токму така. Кажи ми, ти си мајка на 2 дечиња, имаш син и керка, еве да ги поздравиме. Како тие реагираат на тоа што го работиш? Имаш поддршка нивна? Знам дека си многу грижлива мајка, дека навистина си онака баш и покрај сите ангажмани што ги имаш време и за своите деца. Секако, значи, нивната поддршка ми е од огромно значење, значи, никогаш не се ми рекле каде одиш, зошто таму, зошто ваму, значи, буквално ме поддржуваат во се оно што јас го работам. Кажи ми колкави се вака на возраст, што учат? Веќе керката заврши средна школа, сега ќе видиме дали ќе продолжи на факултет, моментално паузира. Другите двајца имам уште синови. Уште двајца имаш? Да. Добро. Тој едниот е 3-та година, а другиот е 9-та година, па ќе видиме каде ќе се запише. Браво, леле, тајчи херој. Со 3 деца, со сите овие обврски што ги работиш, навистина може човек само да се одушевува од се она што го правиш. А башка си навистина една жена која што
има предобро срце, широко срце за сите. И јас навистина ти посакувам така да си тераш и еве понекогаш знаеш на Facebook да бидеш малку, да речеме, и арогантна заради тоа што има некој или не знам кој ќе слушнеш понекогаш некој лош збор, знаеш, онака да кажеш дека не ти можат ништо, дека ти си тераш по свое, па некој интересен, мудар, некоја мудрост ќе кажеш онака убава, затоа што верувам дека и доста читаш, затоа што тие постови не се само така напишани, него навистина има прекрасни мудрости од кои што се учи. Па да, значи некои зборови, еве, само од себе ми текнуваат, или кога ќе видам лоша статија за музичариве, ми се иде, значи стварно, значи да го снема едноставно тоа. Значи не сакам, мразам, буквално одма се втурнувам во реплика на секој некој што ќе напише лош збор за некој музичар, за некој естраден уметник. Не сакам, значи не сакам воопшто да ги вреѓаат музичарите, зашто баш тие се тие кои што на свадба те веселат, на секоја прослава те веселат. Значи, буквално не сакам да се вреѓа, значи тоа не е за вреѓање. Да. Тоа е доста пратам, активна сум на социјални мрежи, па да не кажам 20 часа сигурно. Навистина. Еве сега вака бидејќи мора да го завршуваме разговорот, што би кажала за крај, каква порака имаш? До нашите гледачи или до некој, ако сакаш посебно? Па, ширете љубов, позитивна енергија, омраза ништо нема да ви значи во животот, дефинитивно. Сакајте ја музиката, затоа што и текако ја имаме најубавата на светот. Кажи ми, дали имаш афинитет да пропееш еден ден, Тајчи? Бидејќи често пати те гледаме и како пееш. Што би, имаме регионалното шоу Никад не е касно. Може би, ама за сега останувам на оно што сум естраден промотор. Да, но имаш веќе направено обид со нашиот доајен Ристо Краповски со Нацка во нивното домашно студио. Те имат малку вака стимулирано да пееш и баш онака со уживање го правиш тоа. Да, тоа беше спонтано. Со нив немаш фотографија, но еве да ги поздравиме, често пати си со нив и баш онака си ги сакаш. Па многу фотографии каде што поправо да дадев да погледнеме. Да, спонтана седенка, тетка Нацка, ја знаеме, весела личност, му рече: "Крап, денеска Тајчи ти е тука, мораш да ја снимиш." И викам, ајде, ќе се обидеме. Му реков, буквално професионално како што прави за сите пејачи. Така и на мене исто. Браво. И ете, така испадна тоа. Му благодарам многу. Одлично, Душа, одлично. Се радувам, ти благодарам што денеска навистина ме удостои што беше мој гостин. И еве те поздравувам, ти посакувам само убавини, да се гледаме за добро заедно. И што друго, ете, ако нешто испуштив, во следното гостување ќе го надокнадиме, така? Така, да. Се надевам дека ќе има и втор пат, зашто да не. Ова е моја прва професионална емисија. Јас сум била на други, ама тука вака во овој формат ми е прв пат. И ти се заблагодарам премногу и ќе се останеме пријателки за веќе векови. Ете така, како се вели, го скршивме првиот мраз, Тајчи, па од сега натака ќе се гледаме, што се вели, пак ќе си продолжиме за убаво заедно. Секој е добро и само убавени благослови од Бога, Душа. Благодарам, поздрав до сите гледачи на Будење со Јулија. Ете, најдраги мои, овдека испраќаме нашата драга Тајчи и одиме со ред рекламчиња и музика за да го пречекаме вториот наш гостин. Будење со Јулија. Što me gledaš tako kad ti
groš. Ke igrame ludo, život je čudo i ne taka loš. Prvi jedna čaša, posle cela flaša, ke pijeme se do groš. Život je čudo i ne taka loš. Prvi jedna čaša, posle cela flaša, ke pijeme se do groš. Život je čudo i ne taka loš. Prvi jedna čaša, posle cela flaša, ke pijeme se do groš. Ke igrame ludo, život je čudo i ne taka loš. Prvi jedna čaša, posle cela flaša, ke pijeme se. Ke igrame ludo, život je čudo i ne taka loš. Prvi jedna čaša, posle cela flaša, ke pijeme se do groš. Ke igrame ludo, život je čudo i ne taka loš. Prvi jedna čaša, posle cela flaša, ke pijeme se do groš. Budenje so Julija.
Could keep my cool, but tonight I'm whining. I'ma be in a dangerous mood. Can you match my timing? Telling me that you're really about it, what you're hiding. Козметичко студио Жанета Естетик. Решение за секого. Здравје и убавина во едно. Природата мисли на вас. Квалитетот го создаваме ние. Решете ги вашите естетски проблеми. Бидете исклучителни, бидете своји. Само со Жанета Естетик. Будење со Јулија. Radi bliknuva i ečiv moj od glas. Ja spred tebe stojam prostu pred obraz ogladen što je živ, živ ne zaneme. Večer za spomeni presni, večer za najmili pesni. Iskratko prežvrel na narod ocmel. Neko izbor za oktobri, za ili den vtor, za vnucite tvojih bojot, zname tvoje što razveja. Ova zemlja koga stana, a vnucite ripnavo spred tebe stojam prostu pred obraz ogladen što je živ, živ ne zaneme. Večer za spomeni presni, večer za najmili pesni, što srca iskratko prežvrel na narod ocmel. Ja spred tebe stojam prostu pred obraz ogladen što je živ, živ ne zaneme. Večer za spomeni presni, večer za najmili pesni, što srca iskratko prežvrel na narod ocmel. Ovo srca iskratko prežvrel na narod ocmel. Будење со Јулија.
мајска розо мирисна, цвет што силно ме возбудува. Маја моја цветна градина, љубов твоја ме разнежнува. Маја моја цветна градина, љубов твоја ме разнежнува. Маја мајушка, мирисна темјанушка, моја нежна вило, цвеќе моје најмило. Маја мајушка, шербет блага овошка, дојди ми во крило, без тебе лудиво. Кај што седиш, сонце гре, кај што минеш, ветер ве, а со твоите очи сини осветлуваш мрачнини. Кај што седиш, сонце гре, кај што минеш, ветер ве, а со твоите очи сини осветлуваш мрачнини. Маја рајска птицо најмила, полична си од самовила. Маја буко, рујна румена, песно моја недопеана. Маја буко, рујна румена, песно моја лекна душава. Маја мајушка, мирисна темјанушка, моја нежна вило, цвеќе моје најмило. Маја мајушка, шербет блага овошка, дојди ми во крило, без тебе лудиво. Кај што седиш, сонце гре, кај што минеш, ветер ве, а со твоите очи сини осветлуваш мрачнини. Кај што седиш, сонце гре, кај што минеш, ветер ве, а со твоите очи сини осветлуваш мрачнини. А со твоите очи сини осветлуваш мрачнини. Будење со Јулија. Ете, најдраги мои, го проследивте рекламниот блок и малку повеќе музика. Ова втора numera која што ја слушнавте со нашиот доајен, со нашиот
Ванчо Тарабунов, ова беше песна од Лешочкиот фолкфест, драги мои, бидејќи како што веќе можеби претпоставувате, Ванчо ќе биде нашиот втор гостин, но бидејќи метежот во сообраќајот малку го забави, па моравме да залепиме заедно музика. И така го дочекавме и нема многу да касниме. Еве, тој е веќе наместен на својата позиција. За него најавите секогаш знаете дека се и тоа како Стресни. големи од срце. Стресни. Стресни. Еве го Ване се јави веќе. Еве, добре дојде Ване, како Добро си? те најдов, Јуле, добро најдов. Од срце благодарам над поканата и добро ги најдов и затекнав сите покрај своите ТВ екрани, гледачите на телевизија Сонце. Ти благодарам од срце. Навистина, сообраќајот е непредвидив во ова време поготово. Еве, јас дури посакав пред малку коментирав со камерманот Срли. Буквално човек да посака да се исели од Скопје, ова не е живеачка. Ти 43 минути пред 2 дена одев од порта Македонија до Црвен крст. 43 минути брајали. Сега тргнав од дома. Ако лажам, еве, нека и лажа. 25 за 1. Так. Еве сега, дури сега дојде. Да, сега дојде пред неколку минутки, ма важно дојде, тоа ми беше најважно. Да не биде да закасниш цела емисија, па Како да и да морам не ги кудиме толку, Белгиум ќе се отерти пат сега. Ване, добро ми изгледаш, добро си ми расположен. Слушај, имав поводи да ми дојдеш пак во емисија од кога се каниме да дојдеш и еве денеска е денот Д. И јас мислам дека ќе се истераме таму до крајот на емисијата како што треба, Кога не? заради тоа што со тебе има и што да се зборува, Кога не? има и што да се пее. Јас посакав да биде и тој стариот компањон мој, Да. Дарко Стојановски од Свети Николе, но малку е спречен, во некоја друга згода, и реком, сосема во друга конотација ќе беше, чинам дека ќе беше уште повесела и порасположена емисијата. Да. Но ќе се трудиме Со да бидеме Даре ние ќе пеевме 20. и во живо, така ни Да, беше да. планот, ама еве сега се случуваат есенно време, вируси има, настинки Ама, има се и се човек, што има. Домашниот Луѓе сме. есеп со чаршија не излегува. Да. Ване, јас еве бидејќи сме долгогодишни пријатели, бидејќи сме си земјаци по радовишка линија, нели, тоа си го кажу. Теркови основи. Да. Морам да кажам, но јас навистина овој пат те поканив за тоа што сакав јавно да ти се заблагодарам за песната која што ми ја направи на последниот Гоце фест, Само љубов, мир и браво, песна. видите. Твоја, значи, авторска комплетна песна, после толку години дружба, ти ми направи песна која што мене на вистина срцето ми го исполни. Јас од срце ти благодарам затоа што едно што е преубава песната, друго на вистина многу ме изненади и со тебе ми беше едно ново искуство студиско со снимање. Посакуваш ли да продолжи таа соработка? Секогаш. Јас лани така ти најав во една емисија пред Гоце фест. Ти да, лани во емисија со Даре кога бевте ми рече ти направив, ама јас искрено да ти кажам, те сватив, ама си викам добро сега. Еве пак ти најавував соработка како автор. Меѓутоа, што содржина сакаш? Овој пат, тука неизбежна е патриотската родолюбива тема на Добро, Гоце така е, фест. така е. Ако така е. си за Гоце фест, да правиме уште една сега што да правиме. Кај би една не ни една така. Да, не се Да не оди со биде една на една нога, што би На рекле. една нога да не биде. Јас ти благодарам на вистина, ете, Па чисто... ќе направиме зашто зашто да не направиме? За стари проверени соработници Да, никогаш. да. И Сомнеш нема. на вистина се радувам, искрено, не знам дали имам доволно зборови да ти се заблагодарам затоа што песната многу ја сакам и каде што и да ја пеам е неверојатно прифатена, Ване. Види, Јолет, и јас случајно не го направив. Повеќе алудирам на текстот. Не случајно знаејќите тебе, која си, со што се занимаваш, што ти е вокација, што ти е Факот репер, негде кај се, така. што сакам, Целата душата твоја- уствари како сакам Целата да. твоја душа и срце насочени се кон еден, со една огромна љубов пред се, према луѓето, према блиските и према Македонија, затоа заслужуваш да пееш одрубива песна. Ти испееш уште една, па да видиме до кај ќе оди работа. Фала ти. Фала ти од Фала и срце. на тебе на убавите зборови, на благодарноста, така. Многу сум задоволна, презадоволна, каде и да ја испеам, на вистина луѓето се одушевени и знаеш што, сите ја пеат од прва песната.
Па, Се памти, поготово јас рефренот се обично е памти. малку банален изговор. Појдеш до веце и дека си ја обаваш работава и ако си ја свиркаш веќе песната, си ја фучкаш, што викат храватите, тогаш е хит тоа, нема тука без приватена песна. Ако не ти текнува ништо, ни едно делче од песната, ни најмалку па рефрен, Бадијала си ја пишувал, значи неприфатена песна. Така. Зато сите, шом си ја свиркат, пеат сите, значи тоа е хит. Сакала, не сакала. Или сакал, јас не сакал, тоа е. Ване, морам да ти признам нешто, вака јавно, бидејќи кај мене навистина има гости од различни фахови, ама еве вака и за музичарите, сите кои што професионално се бават со музиката. Морам да ти кажам дека сум одушевена од твоето водство како продуцент, од тоа колку ти се залагаш за пејачот, колку не препушташ ништо на случајноста, едноставно сакаш да го изведеш максимумот, да го изречеш Дури максимумот. се кавгадисувам со тие собствениците на студијата, во случајот сега, приватните. Дури се лутат. Има луѓе со огромна суета, не сакат да прифатат. Мисли дека тој и тоа што го работи е тоа. Секој некогаш има некој што подобро знае или е поупатен во работата. Ако е поупатен, прифати го едноставно. Јас сум човек кој прифаќам, еве син ми, например, во задно време, назад 2-3 години веќе, он прави гениални снимки. И ова што е слушнавме пред малку Маја Мајошко, тоа е негова продукција, негов аранжман. И Па добро има од кого и да учи. Капа доле, татко ми беше стар мајстор, кондураджија, моделар мајстор. Бадијала на мајсторлукот, ако не го научиш калфата да биде помајстор од тебе. Да. Што значи прифаќаме секој што има да посучи нешто по-прифатно, а ние бевме во едно студио каде наш драг пријател, стар соработник, дури после неколку на самиот фестивал призна дека да, Дека си во право за се. Сосема во право беше тоа што го правиш. Увидов некој спа, ова е снимка, па викам се, а тогаш се љутеше, нели? Ване, дали се служуваш да ја погледнеме оваа композиција моја што ми ја подари? Значи имам јас премено твои песни, но сепак само песна Мир и љубов да ја слушнеме и така една убава порака да пратиме од студиото денеска. До сите. До сите. Ете, одиме со таа прекрасна композиција. Со Јулија. Право секој еден на поубав живот вреден, на весела песна мила леко крила. На весела песна мила леко крила. Да сме си прегрнати. Нека ечи песна лесна, пејте со нас мили соседи. Пејте сите стари и млади, сите да сме си прегрнати. Само љубов, мир и песна, мојот народ ке го сочува. Само така Македонија многу векови обстојува. Само љубов, мир и песна, мојот народ ке го сочува. Само така Македонија многу векови обстојува.
gali. Zato duva strani ladni, šutak silno srca brani. Zato duva strani ladni, šutak silno srca brani. Neka eči pesna lesna, pejte so nas mili sosedi. Pejte site, stari i mladi, site da sme si pregrnati. Neka eči pesna lesna, pejte so nas mili sosedi. Pejte site, stari i mladi, site da sme si pregrnati. Samo ljubav, mir i pesna, moj od narod ke go sočuva. Samo taka Makedonija mnogo vekovi opstojuva. Samo ljubav, mir i pesna, moj od narod ke go sočuva. Samo taka Makedonija mnogo vekovi opstojuva. Mnogo vekovi opstojuva. Mnogo vekovi opstojuva. Budenje со Јулија. Ете, драги мои, си коментиравме со Ване додека ја слушавме оваа песна од срце која што испев на вистина од срце. Ване, што ќе кажеш ти во твоја одбрана? Еве, публиката кажува се, со аплауз. Значи, надеж и за Македонија, и за тебе, и за мене. Да, ама нон-стоп аплаудираше, да аплаудира додека ја пеев песната за цело време, на вистина бев пријатно Ова дочекан. ни дава карт бланш за да продолжиме со работа. Да, Ване, така е. Ване, еве сега ќе продолжиме со нашиот разговор, бидејќи ни е во тек Гоце фестот, значи 2026 и неодамна ете имаше и конкурс за Гоце фест, а ти си постојан дел од Гоце фестот, не можеме никако да го заобиколиме. Да си го поздравиме од овдека директорот Пеце, му реков дека ќе си мој гостин. Петраки. Така, му реков дека ќе си мој гостин и се израдува многу и рече дека ќе не гледа, па еве да кажеме нешто, конкурсот е во тек. Ти си запознат со сите правила за конкурсот? Правилата се едноставни, веќе и банални толку години наназад. Така. И се надевам дека ќе обстојува уште и понатаму. Овој народ сака да пее за својата земја, за својата љубов. А поголема љубов од својата татковина нема никој на светов. Па и ние македонците се разбира. И впрочем, смена на генерации, идат нови луѓе, автори, нови текстописци, нови композитори, нови пеачи. Има добра надеж за кучокот е ланската година и прекланската година преполната сала во Домот на армијата. Дава надеж дека овој фестивал ќе обстои уште многу години и се надам на еден златен юбилеј 50 години. Белким ќе го дочекаме. Ќе го дочекаме, се надевам. Ти има шанса, не знам, зборам за мене. И за Петре. Добро. Но, благодарение на овие надежни автори што ги имаме, и млади генерации, и како пеачи, би требало да има и оваа година добри. И за наредниот, односно 2026 година, добри песни. Реков, впрочем, ти најави веќе и во минатата емисија и денес, до 30 ноември е конкурсот, но за оние веќе докажаните, проверените, има толеранција ден, недела, некој ден повеќе од завршетокот на конкурсот, како и да се потрудат да бидат во рамката на конкурсот. Така. Селективната комисија секогаш има убава работа, присебност, деталност, конкретно се изслушуваат песните по повеќе наврати и се одбираат оние највистинските, најдобрите, кои што треба да гарантираат успех на фестивалот и идни надежни хитови па живеачка на фестивалот. Токму така. А Бога ми На многу... Гоце фест конкретно. Да. А од Гоце фест има многу хитови кои што се веќе и обнародени, мора да се признае. Докажано е до сега. Веќе си добиваат нови рува на обработување.
Да. со млади пејачи, со нови аранжери, добиват сосема други визуелности, меѓутоа теркот е тој, штофот е тој. Убав штоф, добри штајдери, проверени штајдери викат, ако е ќе го фати вака, добар камгар, од него ќе излезе добро одело. А ако дрвосина ќе го сече иглата. Така и со песните, ако се добри песните, ќе има убав фестивал, ќе живее фестивал, ќе има хитови. Токму така. Ване, морам да се на некој начин да ти кажам колку сум воодушевена од тоа како ти постојано имаш инспирација за творење, значи толку години си присутен на македонската естрадна сцена и како интерпретатор, и како вокален солист, значи и како автор на песни, од сите страни, она буквално, значи во музиката се што може да постои некоја и текстописец, да кажам, нели така? Директор на наназад на многу крстенком на повеќе фестивали, идеен, така, татко што се вели, така да навистина сум воодушевена од толкав голем опус и верувам дека немаш ни ти сам прегледност во тоа колку песни си напишал, колку песни си отпеал, за колку пеачи. Она што би рекле ѓутуре. Меѓутоа бројка како бројка да ја сумирам и да ја потцртам со две црвени дози, толку е, немам направено тоа, немам сумирано. Меѓутоа многу се песните. А и ѓутуре колку да речеме? Ѓутуре преко 600. Да, преко 600. Што за тебе, што за други пеачи? Да. Да не речем 700, да не се фала, меѓутоа возможно. Слушај, може си пропуштил, може и илјадарка да се. Возможно. Инаку, минатата година мора да кажам дека на Гоце Фест навистина ја освои првата награда, доби признание доста за твојата песна. И ти беше наградена. Да, и јас бев наградена, на што сум многу благодарна, така да значи се закитивме со награди, но ти ги освои највисоката награда од публика беше или од публика беше? Публиката. Така. Еве кажи ми колку години, рековме дека значи 700 песни, а Ванчо колку години е присутен на естрадата? 60 години. 60 години. Кога поминаа Ване 60 години? Па еве, да сумираме математиката, да ја направим просто едноставно. Првата песна, медиски песна која што би се сними, е 67 година, по повод 25 годишнината на Радио Скопје. 67 година, ја пееше мојот сограѓан, нашиот сограѓан Кичо Поплазар, Бог да го прости. Да. Моја песна, уверам, во аранжман на Драган Ѓокоровски Шпато. И од тогаш навака почна да работи, прво како автор, и негде 68 година веќе бев победник на, имаше еден јавен конкурс тогаш југословенски, списанието Чик и ново создадената продукција дискографска Белград Диск. Така. И јас победив на Ужичката, на Тито Ужичката аудиција. Браво. А чекај, беше народна или забавна? Зашто ти забавни имаш пеена? Забавни тогаш се пеа тоа време. Јас победив на Ужичката, каде што беше репер да влезеш на аудицијата, само што туку дојде од Германија Лео Мартин тогаш. Please let me stay, тоа од неговата сигница. Тоа беше карта за да влезеш на аудиција. Така. И останавме таму, 2 живи концерти имавме во биоскоп Партизан во Титово Ужице. И се стекнав со ексклузивен договор за 5 години да бидам ексклузивен интерпретатор на Белград Диск, од што ниеднаш не се сними ниедна песна повеќе, знаеш. Не беа толку агилни, се забатери работа. Потоа уследија моите надворешни провокации, односно успеси од Македонија. Музичка позивница на Радио Белград. Студио 6, Радио Телевизија Белград. Потоа Максиметар, речи го финалиста, до финале дојдов, со 4 учесници на Максиметар. Уследи 72 година композиција има примено на Младина 70, речи го 72, пардон, Суботица, каде што и пеев на турски. Пеев на еден композитор познат во тоа време по клучот Призен Хусейн Казас,
Серенада на турски пеев. И му олеснив на директорот на фестивалот Александар Корач, кој му рекол дека турски јас знам збора, решио си ми проблеми. И јас пеев таа, имав песна на српски, ја пееше Радој Вуловиќ од Биелен, исто пееш на Корач, а него го чекаше турнеја тогаш по СССР и по Полска. И интересна работа, така почна да работи. Од тамо пак почна емисии на телевизија. Дали се сеќаваш, знаеш како... Дали се сеќаваш на твојата прва песна што ја испеа? Прва песна? Да. Малку да ми отпееш, многу ќе са, многу сакам. сакам. Може да се сеќавам, може само да спомнам. Првата песна што ја напиша бе 62 година. Леле, Ване, браво. 62 година, црни очи имам јас. И ја пеевме на еден, ние имаме по традиција тогаш дели поплавата беше во Скопје. Да. По повод поплавата, хуманитарни концерти од Радовиќ почнуваме. Струмица, Богданци, Гевгелија, Кавадарци, Неготино, Велес, Штип завршуваме. Сите Николе Велес, Штип завршуваме. Едното не парите за Скопје, за поплавата. И ја пеев во твистот, твистот модерен. Да. Црни очи имаме. Мајде малку отпеј нешто, сети. Ама са, црни очи имам јас, имам јас, дај ми ги да љубам јас, да ја љубам јас, там тири, да. Баш убаво. После Ама тогаш такви песни се пеја. Наредната година се случи Аха, грозниот земјотрес, нели, 63-та година. така. И по тој повод па имав една копнеш. Ајде малку запеј, Не, Не ли ти текнува како не, не? мелодијата ми текнува, сега да ја лала кај текстот, има луѓе што ги знаат тие песни многу. Мојот покоен брат, батко ми, додека беше жив, ја сакаш секој копнеш да го свиреше на труба. Се заборава текст ако не го пееш, и да е Како не, собствен. јас не сум многу таков тип кој памти своји текстови. И јас ги заборавам моите како не се да. Па е многу. Да сите што... Исто така, значи, за таа турнеја направив пак истата турнеја, истите градове. Направив копнеш тогаш. Така, од дете јас, Од многу млад, од Ване. млад. Ване, времето не гази. Одиме со песна. Ајде од режија да видиме што ќе ни пуштат. Од Гоце Фест би било добро да ја слушнеме. Да, прекрасно. Дење. Многу е лето. Јулија. Возвишена земја мила, со библиска сила, со темел царска тапија и древна историја. Ти приказна една си цела, со вистински дела, со цркви стари палати и бројни манастири. На многоја лета, пејте македонци светот цел, да слушне за народ смел. На многоја лета, желбата наша да возлета, да екнат песните јуначки, наши македонски. На кого ли тоа му смета, кој мака си има,
da slušne za narod smel. Na mnoga je leta, zemljata naša da vozleta, da eknat pesnite junački, naši mađedonski. Naši mađedonski. Budenje со Јулија. И така е, драги мои, нека одекнат нашите песни македонски, додека имаме вакви автори како што ни е Ванчо Тарабунов. И како тебе. И како мене пејачи, такви. се разбира. Благодарам, Ване, од тебе навистина ми значи овој комплимент. Па како не е комплимент? Благодарам. Јас многу не делам комплименти, или кудам или фалам. Да, остар си на јазик, нема кај тебе. Да. Нема кај тебе задршки, нема кај тебе... Да, закулкуljena, замамуljena од вамо од таму. Ване, ете тоа го ценам и ти благодарам на вистина. Ова прекрасна песна, воодушевена сум, баш ми кажа дека син ти дека Александар го ја доработи ова интересен аранжман. Негова постава аранжман и студиска реализација, да. Браво. Знаеш што... И ова и претходната Маја Мајушка. Аха. Малку е необично заради тоа што знаеме Александар каква музика пее, за да навлезе во овие води, вака малку е навистина необично. Ама браво. Темелно е навлезен, студиозно, чита, има литература од светски докажени студиски мајстори и продуценти. Аналитично е поставен на сета таа работа и сега во новиот стан си го пресели студиото. Туку доаѓа со некои страшно фамозни, дури би рекол некои мили, пријатни, небанални филмски теми. Браво. Много страшно работи. Мислам, пријатно, убаво. Ава не, сите го знаат Александар од тоа што навистина направи една извонредна кариера, го знаеме дека е извонреден и како вокал и како... Работи много е посветен на својата професија. Така, но еве да кажеме дека имаш и керка. Некако помалку се зборува за керката во јавноста. Интересно да кажам, јас, например, син ми беше малечук, а керка ми прво оделение. Така. И кога се имаше конкурс плетенка од Пионерски дом Карпуш, Том Четанецки, тоа мислам, беше директор. И вика, мајсторе, ќе даваш една песна, вика, имаш дечиња што пеат. И имам, викам, баш син ми. И направи за него песна. Седиме на клавирот дома, син, абе, тато, не сакам да пеам, јас. Не сакам да пеам. Он не да пее, чудо едно. Викам, како сега, на всичко томе му обеќавме дека ти иде таму, ако прочитам да иде таму, како работат оркесторот. Он ме ракли на чинелите на тапаните. Малечук. Не, ама тато не сакам да пеам. И викам, како да ја спасам песната. Кере, викам, ти сакаш да ме сакам, тато. Ајде да ја пробаме песната. Ми се допаѓа тато много. Таман ќе ја направиме за прваче. А она не можеше да каже прваче, прваче ќе бидам, прваче ќе бидам. И тоа е она единствена песна што има испеена и фантастично. Влезе у студиото и која снимаме со Томче, тато, ајме, не можам, више се сварив. Се сварив у тоа долу подрубот на Пионерски дом Карпуш. Меѓутоа влегување снимување песната. Браво.
И за жал не снимивме ништо повеќе со ќерка ми. Не продолжи. Меѓутоа, она пак е една огромна уметничка душа. Таква не е генетиката на нас. Да, со што се занимава, да кажеме. Татко е моделар, креатор, мајстор. Да. Значи, кондураджија, кој измислува модели за кондори. Така. Тоа му беше занаат. Внука ми од брат ми, Надето е, она е исто креатор, модел. Креатор има свој салон во Пиаченца, во Италија. Така. Модели, порцира со рекламни модели во излог. Браво. А ќерката со што се занимава? Ќерка ми сега, не ја сакам да оставам, внук ми брати на, речи го, на Надето, на брат ми, вториот син, е академски сликар, фрескописец. Така. Поготово својство фрескописец. Новата црква во Радови, што е титор, што е господин Гуштеров Христо, сводовите и вертикалите, тоа се внук ми ги работеше. Уште со првата екипа, со американците и со украинците. Он остана единствено. Најтешките го е свод да работиш на црква, тоа е високо. Да. Он го работеше горе тоа. И сега има многу фрескописани цркви, и моментално фрескописува дали во Радоиш насел Бараклиш и нешто во Струмичко. И негде Гевилиско има. Дали Мрзенци таму негде некој манастир работи. Башка си што си работи икони. И на крајот да бидам искрена, ќерка е веќе со 4 изложби своји самостојни. Значи ќерката е ликовен уметник, да Ликовен кажеме. уметник по вокација, иначе си е речи го магистар по туризмологија, работи во градско собрание на град Скопје. Браво. Но Ама, таа значи, музичка нит, таа уметничка нит, уметничка, да. не се сокрива таа слика, од некој направи еден убав диптих на брати за станот, но така. Се, значи, една композиција учи да запее, визуелно да пее. Браво. Се клавири, ноти, вионски клучове, не знам што гитари, на како ги Искомпонира. компонирало сликањето, Браво. диптихот. Епа ги поздравуваме, а името не го кажавме. Христина. Кристина, браво. Христина мајка ми името. Епа да се поздравим и сопругица твоја. Елче, она без деа. Елче, да. Она е двигателот на сите. Она е двигателот, она што Она се вика ако не сите. е прво за мене, па после за моите деца, за нашите деца, да. Она е столбот. Така. Зашто јас сум тој секој кој што бил негде надвор. Да. А и повеќе надвор од земјата, да. Она е таа која ги носила децата, ги враќала од градинки на грб, под мишка, количка, така. Ване, овде ќе го завршиме разговорот, заради тоа што нашето време истече, со песна ќе го завршиме. Ама многу кратко ме викаш, викни ме подолго. Каснеше. Колку да каснем? 15 минути, 20. Да, па не е малку 15 минути. Мојата емисија е најдолга од сите емисии за гостите. Видија ти за колку малку ме вика, ме види. Да, најмалку 45-50 минути. До Гоце Фест уште една емисија пуна. Може. Јас и директорот, ортачки. Може, зошто да не. Отворена врата. Ајде, Ти посакувам само убавени, посакувам да се гледаме понатака вака живи, здрави и се гледаш. ќе завршиме со твоја песна, ако имаш уште нешто кратко за крај и да се одјавиме. Ништо си. Убава си, разубавена си. Што е факторот, ти самата знаеш, не мора да го кажеш јавно, но ако е закажување, кажи го. Само смирение, мир во себе, со себе. Мир и чист воздух, отаде воздух. Е така, да. Знаеш како дисциплина малку во животот. И така, Ване. Кучичите, што прават кучичите? Одлични се. Кучиња, бога ми, имаме, еве сега чекаме Арна да ни се породи. Стефи наша снима нешто Стефи е работа. супер, да, активна е доста со спремање на представи, со, не знам, патување постојано низ Македонија, некои детски представи имаат и така. Да се реализира, да Па да сме живи и здрави. да даде го се главни улоги во некои по-интернационални филмови, така. Па веќе има една главна улога во и тоа еднакво во ни една, македонски, некоја и пет значи баланса. тоа чекаме да излезе сега филмот, па кога ќе излезе тогаш ќе се слушне пошироко и Зема подале. насловот на многу е лето да се множат успесите. Благодарам, Ване. Секој е добро, драги мои, одиме со музичка numera од она што ќе ни пуштат од режија, се одјавуваме овде, му посакуваме на Ване само убавини и вас ви посакува вашиот водител и мотиватор Јулија Мациевска. Прекрасен ден, благослови, убавини, останете ми во добро здравје до нашето следно видување. И од мене, чао. Со Јулија.
naši ocelovo selo, ocelovo selo, Kiličana Maleševsko, celo da mi najda, momaka Tobrička Maleševska, da mi go, ženat male Jovan Meja klija, da mi najda, momaka Tobrička Maleševska, da mi go, ženat male Jovan Meja klija. Pa mi najavna li Gidica nam konijaj grli, konijaj grli, Gidica nam suzdigaj tam, li sonica karali, zulita pa mi raspali, džana mora kad tumani, sonica karali, zulita pa mi raspali, džana mora kad tumani. Rgali, pili, Gidica nam 3 dni, 3 noći, duri mi, spili, Gidica nam celi 9 moći, da mi najda, momaka Tobrička Maleševska, da mi go, ženat male Jovan Meja klija, da mi najda, momaka Tobrička Maleševska, da mi go, ženat male Jovan Meja klija. Pa mi najavna li Gidica nam konijaj grli, konijaj grli, Gidica nam suzdigaj tam, li sonim zakarali, zurlita pa mi raspali, džana oraka tumani, sonim zakarali, zurlita pa mi raspali, džana mora kad tumani. Najnapred na čelo bi smelo Jovan Mera klija, Jovan Mera klija, Gidica nam strojeni boj lija, da mi najda, momaka Tobrička Maleševska, da mi go, ženat male Jovan Mera klija, da mi najda,
будење со Јулија.